За земјоделците и сточарите да преживеат, потребно е итно обединување и синхронизирање на интересите. Заклучок од денешната средба на представници на здруженијата од овие два сектори во карбинско радење. Со нашето обединување како земјоделци, ќе повикаме ние да сите земјоделци се откажат од политички влијанија. Тоа значи дека секој земјоделец, наша препорака е да се откаже од политиката, да гледа исклучиво само за производот кој што го произведува, така да ако во крајен случај не сме задоволни од цената која што нас ќе ни ја понуди откупувачот или обратно државата, субвенциите ако пример не ни се задоволителни, тогаш ние имаме соседни држави кои што ни кажува како да се понашаме. Годинава што изминува за земјоделците била стресна, но имало и добри моменти. Причина за релативно задоволство наше е тоа што пример имаме производи кои што ги имаме, меѓутоа сепак тие се реализира на некој начин, меѓутоа без соодветна цена која што за нас како производител на земјоделски производи ни одговара. Што бараат и што државата треба да направи за земјоделците и сточарите да излезат од големата неизвестност? Очекуваме нормално да не работиме со загуба, да работиме барем до она рентабилност која што треба која што ќе не натера и до година да произведуваме производство. Значи, субвенциите во даден момент мора да биде повисоки. Од асоциацијата, која брои 1400 членови, се оптимисти дека нивниот апел за обединување ќе најде на позитивен прием кај македонските земјоделци. Ставот на државата ќе биде поинаков кога ќе се слушне гласот на 14.000, а не само на 1400 земјоделци и сточари.